Комичен мегахерц. Кабум! Вика некои волшебници на времето, а познатите волшебници од нашето мало ги знаете сите, но не смееме јавно да ги кажуваме. Добар ден и од мене, драги мои гледачи, драги слушатели, драги љубители на радиото и на овој комичен мегахерц, како по обичај. Денеска е 5 мај, 125-тиот ден од оваа престапна година. Остануваат уште бомбастични 240 дена да размислите каде ќе ја славите новата година, драги мои. Доволно време за да се договорите кој ќе ја прави руската салата, руската салата ќе го кифлината. Да, ќе го потенцираме руската салата, ќе ја сватиме после зашто имаме и песови пред нашето студио кои секогаш не пратат и лад кога. Иначе, ако не верувате што е и како е, еве денес е повторно петок и сонцето силно светлало на Ден како ден. Ден како ден, многу досаден, али нема да биде досаден затоа што ние ќе бидеме во вашите уши во етерот, дами и господа. А уши како уши, секогаш се чистат со тие чепкалки за уши, нели? Се препорачува после капење, навлажнете ги малце памучињата и чистете. Дали има некое друго име за тие или се чепкалки за уши, нема како ушалки? Ушалки, па не знам, најверојатно треба да се патентира нешто. Дека како се слушалки, тие се ушалки. Треба да го најдеме бугарскиот назив за тоа, сигурно. Ушалки е 100%. Делува дека е ушалки. Ќе го најдеме во текот на рекламите, дами и господа, денес со нас имаме ексклузивна гостинка, ќе ви ја најавиме после рекламите. Така е. Аре, идеме. Ја сум брзи, а вие слушате комичен мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Атанаско, понимаеш по-руски? А? Понимаеш по-руски? Не. Не? Да. Не. Може би насетивте, може би не, дами и господа, кој е во студиото, значи девојката што е тука со нас е родена во Таганрог, Русија, 17 октомври. 1988 година. И вика точно со една реченица, првата реченица е македонска пејачка, родена во Русија. Така е, така е. Бог да чува. Има настапувана на детскиот Евросонг. Да не должиме многу, ќе чуете и сами. Дами и господа, во нашето студио, Викторија Лопа! Здраво, Вики, како си овој петок? Одлично сум, еве. А ова што го... Кажи. Извини? Не мора да се извинуваш. Да, ова што го слушавме до сега беше твојот нов сингл, така го викате? Па така викаме, сингл, песна, сонг и така натаму. Сонг, ова е, како се вели, како се вика оваа песна? Дојди? Дојди, да. Дојди. Као што ми рековте вие за емисијата, дојди. Значи се е во име на песната, ова е нова песна, ја работевте заедно со Роберт Билбилов? Да. Па пред некои 2 недели ја направивме. Така и си седеше 2 недели, викаш чекај Роберт да одмориме малце? Па да, малце сакавме да ни легне и сега конечно е премиера денеска. Значи таа е формулата, од кога ќе легне дојди. Така викате вие. Значи така што рекол легна и што прише дојди. Дојди, ела Чекавме сонцето да малку да се појави во Скопје, па да ја пуштиме, нели, затоа што што чувте баш. На руски како би било дојди? Иди ка мне. Иди ка мне. Иди ка мне. Така ќе биде препевот на песната за руското тржиште или пазар, така рускиот пазар музички. Руското тржиште. Дали знаеш Лино како се вика на руски? Не. Циено. Циено. Валентин. Валентин. Вики, друго што има ново кај тебе? Не сме се виделе одамна. Како си? Дали си добро? Дај вака нешто онака. Лабаво. Што преш? Па ништо, ја се возам со тоа твоето чудото, како го викаш? Тротинет? Тротинет на електрика. Електричен тротинет, да. Пред Радио Слободна Македонија. И како ти оди се снаѓаш со електрични работи? Па добро, среќа што не си убив, па дојде во емисија да погостувам. Тоа беше и услов, као пробај го, ако преживееш доаѓаш во емисијата и фантастично што дојде во нашата емисија. Жарко, дали ти си слушнал некоја друга песна од Викторија Лопа? Да, сум слушнал, песната се викаше Волку и беше доста актуелна во македонскиот етер. Јас се сеќавам, да, тогаш беше некој европско првенство, Македонија играше и Вики беше ударна кошарка и беше ударна тема после на секој тајм-аут, на секој полувреме, крај. На секој полувреме викам на сите Волку. Добро вече. Ова е емисија за театар, така е? Викторија Лоба ја поврзуваме со театар со една приказна што беше многу одамна, дали памтиш дека ја играше Многу Лолита? одамна беше, меѓутоа јас бев веќе полнолетна.
за да ја играм Лолита. Слушнавте? За тие Така. што читале книгата од Набоков. Така, кажи ми, дали се сеќаваш на тој процес, со кого го работевте, каде го работевте, затоа што мора да ја сврземе Така да. приказкава. Режисерот беше Оливер Мицевски. Оли, ја работевме заедно со Микич, со Саша Тасевски и со Ненад Начев. неколку други глумци. Баш беше доста интересна представа, идеше на репертоар во Драмски театар. Си играше на мала сцена, јас имам гледано. Да, на мала сцена, меѓутоа мислам дека многу подобро е тоа што се играше на мала сцена, затоа што за таква представа бараше интимна атмосфера. Така, Вики, вака, тогаш беше во еден период кај што требаше да пресечеш каде ќе се движиш. Како одлучи ти да идеш на кај музиката, а актерството како, мислам, не го запостави, ама така го начна. Па добро, јас сепак после диската Евровизија морав да се запишам на музичко, тоа се подразбира, на соло пеење и едноставно животот, не знам, мислев и верував дека ќе го посветам како што го посветив на музиката. Знаеш дека актерството е мојата втора љубов. Така. Долги години еве се дружевме од детско драмско. Па не знам, многу сакам да се појавувам во реклами, во некои такви епизодни моменти. Тоа ми е... Еве исто сакам и да глумам во спотови, сакам спотовите да си ги правам многу поинтересни, затоа очекувате интересни моменти во новиот спот за оваа песна. А чекај, за оваа песна ќе се снима и спот. Па мислам дека ако добро помине, се надевам дека... Ма не може лошо да помине. Лошо да помине, готово, хитот е гарантиран. Ова е, да. Ние во театарот викаме МД и Х, мислам дека имаме хит, така да. Па јас погрешно сум го разбил. Тоа Чекај. значило тоа цело време. Како? МД и Х, ајде. Нема да разглабаме. Вики, вака, ти викаш сакаш да снимаш спотови. Ако те викне твоја колешка, на пример, не знам, ќе треснам сега глупост, Елена Ристевска. И рече Елена Ристевска, сакам Вики ти да играш кај мене спот. Би играла? Па ако пеам, доколку пеам, нормално дека би Не бе, не си не песната, ама ти као глумица да те да ангажира. Не, ме интересира стварно глупо е можда прашање. Па да, малце ти е глупо прашање. Ама ме копка што би било како ситуација, како сега мене. А добро, доколку еве ние како актери би правеле песна и ни треба глумица, дали би се нафатила кај нас? А заши Елена Ристевска, некај нас да. Океј, Ама тоа без беше лапање ќе ексклузива. Ексклузивно, да, и господа. Добро, само ќе направам мала, како се вика, дигресија, да кажам дека 7-5 недела е представата, прво ќе ме земеш, после ќе ме пип. 10-5 среда е представата Случајот Хармс, 11-5 четврток Трудна приказна, 12-5 петок Име, 16-5 Име гостува во Сараево и 18-5 Трудна приказна гостува во Бања Лука, дами и господа. Така да. Значи на мини турнето, што би рекле колегите, Турнето, да, точно така. Со Черното море. А инаку би сакал да поставам едно наградно прашање, но наградата нема да ви откријам се додека не се јавите. 0231313332 е телефонот во нашето студио, да кажете како се викаат чепкалки за уши на бугарски, дами и господа. Ушалки. За тие што ќе имаат најкреативно решение, ќе доделиме специјална награда, но тоа потом. Добро. Песната дојди на Викторија Лоба, новиот сингл, можете и на YouTube да ја преслушате, така да, денеска собрана е закачана на YouTube. И исто така од денеска ќе се појави на радијата. Па веќе се појави, мислам дека имаме ексклузива или МДХ и МДХ, како ја кажете. МДХ. Вики, кога задни пат, последен пат беше во Москва, во Русија, нешто шеташе натаму? Па да, бев минатата година 2 пати. И се шетав, да. Интересно ти е, мислам, ти јазикот го зборуваш перфектно, така. Така да, перфектно го зборам јазикот. Еве сега следно што ќе биде поврзано и со Русија исто така, денот на победата ќе го славиме, руската амбасада ќе направи концерт. Чува победа? На победата над фашизмот. На победа над добро. Да. Добро. Русите имаат многу победи, да, добро, да разберам, они имаат победи на многу. Таа е една од најзначајните победи, мислам дека воопшто за човештвото. Така. Рускиот конзулат и амбасадата Давај! Извини. во недела ќе имаме концерт по тој повод. Одлично. Рускиот джингл. Да присуствуваат и да уживаат во нашите настапи. Значи само за битолчари победата на Не, ние правевме секоја година и во Скопје, меѓутоа оваа година одлучивме да го станционираме во Битола и битолчаните ете така да не поради рускиот конзулат.
така да им подариме еден концерт и на нив. Секако Така, градот на браво, конзулите го поздравуваме. Исто така ги поздравуваме сите камионџи и таксисти кои што не слушаат во моментов на вашиот омилен Мегахерц 96-тиот. И сите команула, и сите млади моми кои се возат на мотори, ставете кацига сека. Нема дискриминација и не млади може. И не Ама млади не, вие може. млади што поминат. Од режија јавуваат вика рекламе, идеме се рекламе. Реклами и се враќаме со Вики Лоба и театарот. Чао. Вы слушаете комического мегахерца. Па тако е комическаја, комическава. Кава. А комическая? Камическа. Комическая! Това е това. Ама нашиот на другија. Малку на бугарски го Не на фаќа. руски баш. Ама пак е на црното море. Така фаќам. Некаде. Дами и граничимо. господа, Волку, толку. Волку. Како си, добар си, Од нас Волку? не е толку. Од нас не е толку. Да. Имаше порано една емисија на една наша телевизија и требаше да го најави Владче. Опа, Добро, изгледа кој ќе спомнеш името, звони нешто. Владче? имаме слушател? Ало? Ало, добар ден. Добар ден, со кого разговараме? Со Никола од Скопје разговарам. Здраво, Никола, како си? Добро, вие арни ли сте? Па, супер, еве, терamo емисија малце. Да, бугарскиот јазик малку е смешен. Смешен е, да. Имаш ли ти некое решение за нашето прашање? Па две ќе ви кажам, еве, например, околувратни високоговорител или, например, чепкалки за зъби, клечки за зъби. А за уши? Околувратни високоговорител. Добро, одлично. Дали сакаш две карти за представата Случајот Хармс? Па може, идам јас во театар и за вашите представи не можам никако да фатам карта. Затоа ќе си слушаш комичен Мегахерц и ќе си фатиш карта. Еве, играме и јас и Атанас во представата Случајот Хармс се игра на 10-ти, така да повели дојди само во режи остави име и презиме и ќе си добиеш 2 гратиса. Според фала, случајно и со Атана се знавала многу мал беше он тогаш. Сега сум пораснат, ќе се упознаеме пак после представата. Да, поздрави ги мама и тато од Никола шоферот, они ме знаат. Ким текне. Готово, поздрав Никола, живи здрави да сме се слушали. Така. Остави ме Ајде, презиме во режија. Чао, Никола. Чао. Ете, не случајно ние пуштаме поздрави до сите шофери И таксисти, нормално, па тие луѓе треба да гледат, па така. Поздравиме диаспората, Давај, што рекла една. Океј, се извинувам, поздравиме намалете го диаспората, дами и господа, и се враќаме со наша брате, исклучи. Се исклучи гледачот, слушателот. Никола шоферот, го запамтивме, уживај. Значи, Никола, доколку не слушаш картите, ќе видат оставени на името Никола шоферот во ред. Се враќаме во нашето Сами си студио. на лична карта стварно, Никола Никола шоферот. Презиме ми е шофер. Адреса, марката на камионот или на колата или не ни битно. Да. Со нас во студиото Викторија Лоба. Вики, здраво, се извинувам, малце сме еуфорични. Здраво, Не сме здраво. имали одамна волку симпатично Да се запознаеме повторно. Да, вака Вики Лоба, така тоа презиме никогаш нема го минеш, тоа ти вика како Како да го менјам презимето? Ај ти па- Атанас Атанасовски, ај смени Ама се го добро, сега презимето. кога ќе влезеш И во така брак, те зезаат. кога влагаат луѓе во брак, нели, менуваат презиме, ми беше тоа прашањето, ама добро. Па јас и кога ќе влезам во брак нема да го сменам. Слушна бе. Презимето. Каков период за македонската естрада? Кажи ми, ти велиш дека имаш 17 синглови до сега издаден. Да. Да. Thank you. Кажи ми, планираш албум да вадиш? Планирам не еден, туку 2. Два албуми? Да. Дупли албум. Па ќе видиме дали ќе бидат дупли или ќе бидат 2 посебни. А тоа дупле е као една опаковка со 2 цедини? Со 2 цедиња, да. Ау, топ. Изгледа симпатично. Скрос изгледа симпатично и таман мала фотосесија твоја ќе ставиш внатре. Ќе ставам, се да, продава. сега. Па зошто па да не? Во купачи. Сите вести се за тоа. Вики во купачи, Вики без Без купачи, Вики со мајчка, Вики без мајчка. Сите вести поврзани на Google. Ако ја отварате Викторија Лоба на Google, само стиснете Викторија Лоба горе во тоа што е пребарувачот. Купачи. И одете во Pictures или Images, како и да се вика. И уживајте. Конечно ја заврши, ја пушти песната со име Опиум, ама ова е стара вест. Да, ова е предходната песна Опил. И повторно соработка со Роберт Билбилов. Ски, што го пише. Па да, тимот што победува не се менува. Така е, така е. Така е. Точно. Вики, следни планови, нешто што планираш? Па следно што планираме е спот, како што најавив, а понатаму ќе следуваат уште песни со кои што ги работиме со Роберт моментално во студио. Имам исто така и од други автори песни.
Текстовите сама си ги пишувам, меѓутоа следен пат кога ќе ми треба похумористичен некој текст. Ке се обртиш кај како да Жарко се Димовски, обратам. нормално. Одлично. Жарко е исто поврзан со чекај, дали Сега ќе се можеме... имаме слушател, ало? Извинете. Ало, добар ден. Здраво. Добар ден. Добар ден. Само да не е некој мој роднина пак. Здраво, со кого зборуваме, се извинам, јас малку возбуден сум. Со Василевска Сонја разговарате. Здраво, Сонја, како си денеска? Одлично со вашата програма. Да, ви се допаѓа програмата? Многу ми се допаѓа вашата А дали ви се допадна новиот сингл на Викторија Лоба? Сингл, не знам дали е сингл, ама и, да, дојди. Одличен. Одличен. Мислите дека ќе биде хит? Па се знае кој е. Се знае. Така е, се знае. Вики Лоба. Да не сакате да ја прашате нешто Вики случајно? Да. За победата над фашизмот. Не ви прашала, туку дали може да добијам 2 карти? Абе, како не, Жарко денеска е со отворено срце. Па нормално, две карти за представата Случајот Хамс имате од Жарко Димовски, само остави Василевска Сонја се го остави. За уши на бугарски како се вика. Да, тоа чекаме да кажете. А јас бев ги додели, се извинувам. Повелете? На таа програма ќе може? Се извинувам уште еднаш, дали може? За не знам како се вика тоа насловот ушни. Чепкалки за уши. Така нешто, што ја знам зашто. Така, чепкалки за уши, така и планираме. Така, важи, Да, благодарам. нема проблем, Василевска Сонја Поздрав, запишува. представата е на 10 од 20 часот. Жарко, вака ли ги Пријатно. пуните салите кај вас во театар? Вака ли после се фалите народот Јас сум дека... малку збунет. Само одавде. Да. Вики, Добро. како си га чепкалки на уши на руски, бе? Как да? Ватни е... Неверојатно е. Не ми текна стапчиња, ама од вата се дефинитивно. Штапичи. Ватни штапичи. Ватрен штап. Добро, Вики, дали има некој збор што кога ќе го спомнеш? Михајло, остави ватрени стапчечки. Михаил, некој збор на руски што кога ќе го кажеш ти е смешно онака или нас би ни било смешно на македонците доколку би. Печурка. Па има, Мановски. меѓутоа сега да... Примера е печурка, како се вика на руски? Ќорки. Дека лажен јазик целиот. Дека лажат како кажеш и ќорки, Устари истото го збора со нас. Ама добра, ги пробаме. Малце. Има ни интересни зборови кои што еве и се спомнуваат и во песни, меѓутоа не се за да се искажуваат во Македонија, добиваат друго значење. На пример, еве, давај закурим. Тоа е дај да Закуриме запалам име, да- име Дај во да арапско. запалам. да запалам. Да, арапско име е Закурим. Закурим, а те ме карединиме. Да алахнијата да милахат. Закурим. Сакаш шатанас ти да ти дадам да закуриш малце? Запуриш. Запуриш, да, не се пури во студиото тука. Кажи некој Кај на- друг Вики збор. Поздрав до сите дами со стил. Така е, Така поздрав е. до студиото, да. Ма, или ајде, дали знаеш некој виц на руски да го кажеш, ама на руски пример. Шо Па ништо нема да разберете. Шако интересно ќе биде. Поентата само избаци. На газија. Па не знам ти кажам. Да, добро. Океј, чекај само малце. Еве ми вика една наша тука фанка да те прашам како се викало кибрид на руски. Спички. Како знаеш, бе, Атанас? Тие термини ми се познати. Да, тие термини. 3 термини како Па да давај слиш да руси. закурим спички уствари. Спички. Па така никако ако би ги укупили. Отлично, добро е. Се си има логика. Така е, Имаме после имаме слушател. слушател, ама немаме град. Слушателка. Да. Ало, Да. Добар ден. добар ден. Со кого имаме чест да разговараме? Су Мартина Здраво Мартина, од каде ни се јавуваш? од Скопје. Одлично Мартина. Повели. Па, Сакаш нешто на руски, ни кажеш? На руски да не сакаш да кажеш нешто. па не. Добро, а дали знаеш како се вика чепкалки за уши на бугарски? Па мислам дека клечки за уши. Клечки за уши. Па изгледа најточно ова клечки за уши. Клечки, да, би било најлогично. Мартина, морам да ти кажам Ова дека клечки за уши, се извинувам. дека за жал немаме веќе гратиси да ти дадеме. Не, еве Жарко го отвори срцето и ти добиваш 2 Ајде, ти билета добиваш два за гратиси, случајот добро, Хармс. добро. Фала ви. Нека Ете така и готово, веќе немаме гратиси. Така ли Мартина? тоа од режија? Мартина, Мартина со нас си? Да. Го слушна ли синглот на Викторија Лоба? Да, Ти се допаѓа? да е птен. Доколку би снимала спот, што би предложила ти што да има во спотот?
Помалце облека. Знаеме, Мартина, така е. Мартина, фала ти многу, остави го името и презимето во режија, 10 ти во 20 часот повели да ја гледаш случајот Хармс. Фала. Фала и на тебе, Мартина. Чао, чао. Чепкалки, нека го кажа? Клечки за уши, рече Мартина. Клечки за уши. Дали си Тоа била- нема да има во спот сигурно. Нема? Не. А зашто, например, само кадарот почетниот Да, така да, и јас тоа мислам. А на Сабајле вака како се чисто. Не, бе, не Не, можеш да ги искористени веќе кадрот. Мермелада. Руски За мермелада. смохви. Одлично. Маца е осабајле. Поздрав малку. до сите што се викаат Маца. Поздрав до сите што се викаат Маца и што Вики, ти рече дека колку време го снимавте, мислам го подготвувавте вашиот нов сингл. Како оди тоа една песна? Па Колку време многу се брзо го снимиве. Па добро, Роберт имаше привршена песнава и еден ден дојдов да уснимам демо на мелодиска линија. Веќе за 2-3 дена дојдов со еден текст за кој што Роберт не се сложи нормално да биде. Потоа ми даде правец некој така похумористичен во кој што треба да терам и за 15 минути го напишав текстот. Ја уснимивме за исто така некои 20 минути и беше готова песната. Одлично. Готова за мастеринг. Браво. Да, и после тоа си влезе таа во доработи. Доработување, во Во постпродукција. рендер тоа се вика. Браво. Како? Рендер се вика. Како- кој рендер? За рендер. Кога ќе направиш мастеринг и после ја пушташ на рендер. Така, рендето има едно за по-широки, Пошироки, за по-ниски, повисоки. Или вие ги користите као За пармезан. Да. Вики, дали негде твоите фанови можат да те слушнат како пееш во На живо? YouTube. На свирки, дали настапуваш некаде? Да, секако сега ќе со сончеви наши здраци во Македонија ќе започне мојата летна турнеја низ Македонија, така да ќе ме има во сите градови и нема да можат никаде да избегаат. Ќе Дури можат во да се- Ресен. Па мислам дека дури во Ресен. Дури во Ресен, прашуваше Одлично. една наша слушателка Од Ресен. дали ќе биде во Ресен. Да, Да, еве ќе биде и во Ресен. А во позадината нас ќе кажува смешки, дами и господа, така да не пропуштете. Стендап додека Вики Лоба пее. Пантомима, да. Ќе го раскажува Стендап текстот од пантомима, песната. да. Многу ме интересира кога дојдете делот со Волко. Ама добро е да го раскажуваш текстот за пантомима. За кури спички, ајде. Паруски, добро. Не очевувајте, дами и господа. Вики, твојот репертоар кога настапуваш по некои места се содржи строго од твои песни или можеш да запееш и нешто странско онака за кеф? Па нормално дека мои песни, странски песни и секако наши македонски песни кои што јас имам мерак да ги исполнам. Одлично, а Сега, која? Да. пример? Пример да. Па може и не знам. Од Каролина Гочева имаш некоја омилена песна? Па имам многу од Каролина Гочева песни омилени. Ама нема врска. Значи би Да. испеала и од Каролина. Да, меѓутоа пееме малку постари затоа што ти е не можам без тебе. Да, признавам, не можам. Не можам Да, без тебе. признавам. А дали имаш омилена македонска песна од тие шлагерите стари да? Па Галебе мој тажан ми е една од омилените. Да, Одлично. Тажничка песна. Да. Да, не е тажно, ствари. Па не е зашто Па не е не е тажно, тажно. да. Зашто така да е мелодија дека го те потсеќа на некој тажен. Со винце пивце не е тажно ништо. Така. Морам да ви кажам, дами и господа, дека 9.5.2017 година во Центарот за култура Битола ќе се случи концерт на Горан Трајковски, кој што се вика да му подариме на светот убавина и би било добро сите што се во Битола да одат тоа и да го Да подарите убавина. погледна. Така е, а инаку на репертоарите во Cineplex и во Милениум, дами и господа, се емитува нашиот филм, тоест филмот кај што играме јас и Атанас, Ах, љубов моја, од 10 до 17 ќе се емитува во Прилеп, во Охрид и во останатите градови низ Македонија, значи почна со дистрибуција во оваа убава наша Македонија филмот Ах, љубов моја, комедијата на Коле Ангеловски, а вие сте тука за да одите и да ја погледнете, Вики, и ти исто доколку не си го погледнала филмот, да идеш да го гледаш. Добро. А добро, спремаше сингл сега. Да, нормално. Вики, доколку ти се понуди да играш на филм, прифаќаш? Секако дека прифаќам, меѓутоа зависи до филмот. Например, Зависи. да, нормално. Да, добро, фала Богу. Добра констатација. Кажи ми, ако во случај има експлицитни сцени, а нешто добар мислиш? хонорар, експлицитни сцени, мислам да убиства, дека Убиство, добро. да, ако има многу крв такви работи, дали би прифатила? За Star Wars збориш? Па не, има, баш се асоцирав со еден од твоите спотови каде што си во акција како Аха, КГБ да. агент или македонски агент. Како Хали Бери во 007. Да. Така, Да. некако, добро, да. Само што, да, добро ти тоа, како Хали Бери сум. Не си. Да. Ама добро. О, мај. Дека, Добро, Атанас, ти си ко Бред Пит, еве.
У GQ на Дали го едното. чувте ова, сите го чувте ова, запишете го, снимете го, аки го има на YouTube. И тоа, дами и господа, во новата фотосесија Бред Пит. Така, така. Расплачен. Да, така. Шо ти е? Нешто малку. Ме остави така жена. изборите. Срцка е човекот. Срцка, стварно е. А, чекај, сакаш да кажеш дека во новиот спот ќе игра Бред Пит кај тебе? Па не. Дали за потребите на снимање Вики би изфарбала косата црна? Да. Одлично, тоа е добро да се знае. За филмот што го спремаме со Атанас, мислам дека ќе... Дури и Келева би било. Стварно? Па добро, мене ми Па и се добро би ти симпатични стоело. некои. Келјавки? Вики, дали сакаш да готвиш? Дали готвиш, Вики, чека да се вратиме тука, затоа што малце одлета главата. Ова е тема за собане, не знам зашо ова Па не, ние му ја емисија. почнуваме. Да, ние му ја почнуваме и тој ја продолжува после. Да го поздравиме Ване. Поздрав. Да, сакам многу да готвам, обожавам да готвам. И со рафинирано, не рафинирано. Кога пиеш кафе, го пиеш со кафеа, шекер. Или со бел. Со нерафиниран. Најсериозно, стварно купив нерафиниран шекер. И И му ставам природна ванила гранка внатре и мириса буквално онака Чоколада. многу ванилесто. Ванила, Ванилесто. одлично. А тоа може, например, на лепче нешто се стави. Не, А тоа гранчето не се јаде од ванила? не. Добро, не сме ние по тие работи, али Најчесто се окей. става во крем, онака го гребеш малце во гранчето и излегува таа ванилата и ја ставаш во крем и ја мешаш. Не стискај само многу да не фрли. Да. не истече Внимателно со гребењето, дами и господа, затоа што може да излезе многу вакво. Одиме со реклами, се Дека не враќаме. гледаш Кичен ТВ. Одиме. 94, 95, 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Светна си еличката, ние се вративме во нашето студио, дами Не и ни господа. бевме нигде, Жорко, Да, едноставно. мислам, етерот беше шеташе низ вашите уши, а сега се вративме ние во вашите уши низ етерот. Атанас, Борис Елцин или Владимир Путин? Вакви прашања во интер. Можеш на другар Не, ти. тоа се два кафичи отворени нови сега. на Добра реклама, не автопатот. сме Има да и правиме. Ленин, колку што разбрав. Кафич. Има, да, ете, гледаш, значи три кафичи по руски. Добра, ајде, реклама за сите, отворено студио. Се што е поврзано со Русија. Дами и господа, за тие што се уклучивте покасно, а нема такви затоа што со нетрпение знам дека не очекувавте, Викторија Лова е со нас во нашето студио. Ја промовиравме новата песна која што се вика Дојди или како би рекле бугарите, ела при мене, ела. Елај на Дали си сам. размислила да препееш некој хит на бугарски, да кажем? Па е добра идеја ми даде, мислам. Одлично. Фала Гледаш, ти, Жарко, што ни ги отвори. Само препорачај ми песна. ќе најдеме песна, не е Да никаков биде проблем. онака хит од прва. Од прва, да. Тоа ќе Одма биде навлети. СДИХ, сигурен сум дека имаме. А дали би одела, например, на турнеја во Бугарија? Зошто не? Ама на бугарски, значи и името да го смени. Мислам, нема потреба да не. мениш името. Зошто? Па не знам, таму некако тие се специфични нивните изведувачки, нели као Гергана, така. Да, Као- тие се со едно име, Одма- нема. Име презиме нема таму. Тоа е тоа, едно име ставаш и крај. Едно име имаме. Така е. Имаше една песна македонска, еден стих ми текна. Не е ни важно. Сакам да кажам. О, мајко. Денеска е петок, гушнете Дами и ги господа, вашите да. најблиски и прошетајте ги вечер во парк. Не, прошетајте ги, однесете ги во кино. Во парк, носиме во парк. Режија може и таа песна да ни ја пуштите. Да, значи за крај, таа за крај. Да, за крај. Дами и господа, вечерва во Синеплекс или во Милениум одете и погледнете го Ах љубов моја. Ах, љубов моја, да. Пред да одите во парк или откако ќе Се вратите од парк. Така е. Вики, дали одиш во театар? Дали сакаш театар? Многу сакам театар. Обожавам театар. Што последно вака са глупове прашање, ама кога се сетиш што последно си гледала кај нас во театар? Во театар, уф. Општо не мора само кај нас, општо вака. Не сеќам последно што сум гледала. Последно сум била. На монодрама. Не, последно многу брзо не сум била во театар, меѓутоа последно нешто во Македонска опера и балет гостуваше рускиот балет на мраз. Да, Тоа е нешто последно што сум го гледала, сега беше зимово. Се што е поврзано со Русија го пратиш.
Па сакам, зашто да не? Стоп, едно прашање, ако Русија ти се јави, со Русија ти се јави, мислам, така, ме разбрате, Јас сум да. Русија. Што правиш? Да. Ти се јави Русија и ти вика, Вики, Евровизија ни требаш ти. Да. Како руски представник. Да, одиш, Зошто да не? така, Така. и ќе гласаме за неа. Односно за Русија. Ќе гласам за Македонија. Не смееме ние да гласам. Или смееме. Смееме зошто не? Ама не смееме за себе. За себе не. Па нема за Ама себе, ќе за Вики гласате ќе за гласам. мене, исто како да сте гласале за нас. Разбираш? За Македонија. За нас. Имаше и брейк таква песна. Точно. Зашто ние Сме тие, А тие тие сме сме ние. ние, Велиш така е. еден лик од представата Вардарски пастови. да, дечки сите што се прашувате с Вардарски пастови кога ќе биде при крајот на месецот, ќе се игра во блок една по друга, значи не знам кој датум и после 20-ти, измеѓу 20 и 30, значи ќе излезе наскоро репертоарот за вториот дел од месецот, да знаете на време да си резервирате карти да не биде после Јоко ова, Резервираме Јоко она. имена ако може. Може? Може. Еве, 2 карти од мене за Гратис! Вики. Гратис! По навика. Само што значи- сакам гратис. Значи добиваш еве, една од мене, една од Атанас, значи Добро. да биде пола-пола, да не испадне после. Лапо. Добар графит прочита вика Јоко оно, Јоко ово и на крај Џон Ленон мртов. Добра, свака част. Зашто се смееме? Смеме цело Па време не, затоа што Жарко таква е хумористичен тип. Да, Атанас е комичен и кога ќе ги спои тие две работи. Хумоком. Ти доаѓа. Омилено прашање, кој ти јадеш хумус? Хумуса. Поздрав да си идеш те јадат. Хумус. Вики, омилен десерт? Чизкейк. Чизкейк, одлично. Добро. Па добро, амерички, ама нема веза шо. Да, а од овие нашиве традиционални македонски нешто? Многу смешно. Ај кажи Нели три македонски. Баклава? Трилеча многу ми се свија, не знам дали е чисто извор на македонски. Не, ништо, ги не знам. едно, ни едно Пример не. сутлиеш, не е македонски. Не знам. Салеп? Не е сигурно. Салеп не, ама се сутлиеш. Не. Добро, како и да. Шумсковоше. Најмакедонското, шумско Ресенско овоше. јаболко ми е да се чисто работа. Сладко смокви. Дете, да, може. Прилепски тутун, овој како се викаше. Вучински кромит. Такви работи. Зависи, секој си јаде. Графче. Така е, на некој му е Па десерт некој оваа наша графче емисија. за десерт јаде, што? Па да, Има. со малце шеќер. Ево, од режија викаат дека морамо да затварамо радњу, се доближил крајот, а ние не ни видовме. Вики, ти благодариме што беше во нашата емисија. Многу гостинка. благодарам што бев во вашата студија, ваша гостинка. Ти благодариме што го промовираш, односно не знам дали го промовираш, едноставно го пушти твојот сингл Дојди, а Јас си дојдов, па вие ме примивте, така е. така е. така да оставете отклучено на вечер, може ќе влезе Викторија Лоба, не се знае, Така не е, се со знае. секој нов сингл ние ќе ја викаме Вики во нашата емисија доколку ни остане емисијата, се разбира. Се додека Вики сингл вади е добро. Да, значи се ближи крајот, дами и господа, на оваа наша трета сезона, а за последната емисија како лани така и оваа година ќе направиме отворена дружба на емисијата во нашето студио, кој сака да дојде, но има време, ќе ви најавиме отприлика за еден месец. Тоа е со 2-3 недели кога ќе Добро, биде Жарко. тоа. Дека има селекција некој или не? Не, Нема слободно сите, селекција. можеш и ти да повелиш ние лани. Здраво, јас дојдов. Здраво, да. Секако, да, Секако, да. Дојди. Дами и господа, ова беше Трговско радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници водители на емисијата Жарко Димовски и Атанас Атанасовски, датум на емитување на емисијата 5.5.2017 година, продукција Радио Слободна Македонија. Комичен мегахерц.